Филип, против два од трите наредни противници имаме негативен скор и никогаш не сме ги победили, против Чешка имаме супер позитивен. Што значи тоа психолошки пред да се насочиме на мечевите? Па добро, имавме негативен скор и против германците и против словенците. Па поминавме добро, мислам, ова првенство играме многу добро и мислам дека тоа нема да ни смета. Супер ни е распоредот, супер е тоа што имаме сега неколку ден одмор. Мислам дека во овој момент за нас тоа беше најбитно. Затоа и е добро што сме на првата позиција и со тој распоред кој што имаме 3 ден одмор да можеме максимално да се спремиме за надпреварот со Шпанија. Секој нареден е најбитен нели за нас, меѓутоа овој надпревар против Шпанија со евентуална победа може да и нерешен резултат ќе отвориме многу врати за понатак. Шпанија има драстична разлика со новиот селектор Жорди Рибера, имаше еден супер квалитетен меч и два многу тесни и тешки дуели во кои што еднаш победи и еднаш загуби. Која е карактеристиката која што би извил нова физичка Шпанија која што веќе загуби тројца ракометари заради повреда? Па добро, да бидам искрен, до сега не сум имал прилика да ги гледам нова првенство. Гледавме некое видео против Германија кој што игра пријателски меч. Знаеме шпанците имаат свој систем и токму тој систем и помогна против Чешка да забележат на таква убедлива победа од 15 голови разлика. Мислам дека ќе биде добар меч, како што кажа и Меркуловски, можда е наша мала предност тоа што ни е Раул селектор, па они веројатно ќе размислуваат дека Раул ги знае, знаеме дека Раул важи моментално за најдобар тактичар, нели? Тоа го покажува на секој нареден надпревар. Малце нема да се осеќаат они добро. И како што кажав, 3 дена одмор, мислам дека максимално спремни ќе се појавиме на тој надпревар во недела во 8:30 и мислам дека ќе биде добро.